Добре дојдовте во новата епизода на подкаст Зрак со мене, доктор Марина. Вечерва ќе зборуваме за една од најважните теми во здравствениот сектор. Важноста на медицинските сестри и нивната улога во здравствената грижа. Затоа вечерва со нас е магистар Гордана Бешлиовска, председател на медицинските сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. И Маријан Стевановски од Здравствено Тетово, главен дипломиран техничар. Добре дојдовте. Добро вечер, ви благодариме што го подигате гласот на медицинските сестри. Едно прашање, која е улогата прво на медицинските сестри во здравствената грижа? Медицинските сестри имаат фундаментални цели и нивоа во својата професија. Значи, тие пред се тие што промовираат, тие што здравствено воспитуваат, тие кои што прават промоција на здравјето, тие кои што лекуваат, тие кои што рехабилитираат и тие кои што ги олеснуваат маките во последните години и денови од животот на пациентите. Тоа е една палета од раѓањето до последните денови и моменти каде што медицинските сестри, унијата и здруженијето во последно време кажува дека не се алката како што не нарекуваат, нели, со некоја флоскула, се суштинскиот дел од здравствениот систем и од целокупниот оној процес на здравствената нега која што и здравствените услуги кои што ги заслужуваат сите наши прво како корисници, па потоа како пациенти. Така. Често пати нели доаѓаат пациентите, пред се доаѓаат кај докторот, ние ги прегледуваме. Колку може да му посетиш внимание реално да видиме во амбуланта и после тоа ги упатуваме кај сестрите. Во принцип повеќе се во контакт со сестрите, повеќе временски остануваат со сестрите и повеќе работи си кажуваат со сестрите. Така е, видете, диагнозите на докторите се шифрирани. Без разлика сега што ние вака нели разговараме тет-а-тет, вие сте лекар, јас сум нели медицинска сестра. Испитувањата и одредени научни исследувања покажале дека медицинските сестри поминуваат минимум по 4 часа во една работна смена со пациентите. Тоа е еден исклучителен период во кој што тие имаат, без разлика што нашите интервенции не се отсликани во сестринската документација, медицинските сестри имаат и собствена анамнеза, имаат собствени процедури кои што ги следуваат врз основа на категориите на пациентите, кои што пак се прават врз основа на тоа колку се пациентите зависни од медицинските сестри. Сега кога ќе заврши шифрираната диагноза од 10 до 15 минути во мој термин со докторите, сето ова за кое што ви зборувам следува во зависност од тоа во кој ниво на здравствениот систем се медицинските сестри, дали се во поликлиничкиот, во примарниот, дали се во клиничкиот, дали се во стационарите каде што се лежичките пациенти, дали се во специјалните болници, дали се во палијативата, значи од примарното до палијативното, значи зависи. Во тој дел нивните интервенции се поделени на многу. Многу пати сме кажале дека е дојдено време во кое што медицинските сестри повеќе не постојат во општа грижа и нега. Врз основа на вашите специјалности како лекари, каде што секаде се специјалните области на докторите, и медицинските сестри имаат свои специјални области во кои што нели ги чинат заедно со докторите и со останатиот друг тим, ги чинат тимовите во кои што ги пружаат здравствените неги. Сега кога зборуваме за категориите на пациентите, тоа е многу битно и многу важно, бидејќи секоја категорија на пациент врз основа на светската здравствена и номенклатурите, значи си има процедури кои што се запишани како такви и доколку е пациентот во прва категорија каде што нели е не многу зависен од медицинската сестра, имате вие тука работни задачи кои што се во делот на подготовките, припремите, промоциите, превенциите и сето она кое што го следува, во зависност нели каква е патологијата и за каков пациент зборуваме. Па кога имате втората и третата категорија, веќе зборувате за пациенти кои што имаат кои што имаат нели зависности од медицинските сестри, каде што се интервенциите и во делот на хигиено-санитарните и другите интервенции кои што ги имаат, па се до оние стручните и професионалните со кои што се задолжени по закон и по пропис да ги направат, и до онаа четврта категорија во која што е категорија која што според стандардите мора еден пациент во интензивното лекување кој што е зависен комплетно од сестринската нега да има една сестра или два пациенти, најмногу да бидат со една сестра. Медицинските сестри делуваат зависно, независно и меѓузависно. Зависно по закон и по пропис. Сето она кое што ги следува пациентите по закон и по пропис, по овие листи, номенклатури, по препишаните интервенции од докторите и сето оно кое што ги следува пациентите треба да го
треба да го направат и да го исполнат. Сето она кое што е во независното е оној момент кој што ја гради како личност, емпатичното. Ние сме емпатична професија која што меѓу другото била помошна професија, па дошла до моментот на оваа стручна, високо професионална професија и каде што се градите како човек и треба да ја постигнете довербата кај пациентите, и тоа е многу важно да се остварите во професијата на таков начин кој ќе ја добиете довербата, вие сте се остварили во тоа што го работите. И независниот дел е оној на крај каде што таа има меѓусебна соработка со семејствата на пациентите и каде што здравствено воспитува до семејствата и сето она кој што се случува и надвор од болниците. Затоа ние велиме дека да бидете медицинска сестра не е професија, туку е живот. Тоа е тоа кое што ве следи следствено, и кој ќе изберете оваа професија треба да бидете свесни дека сте влезени во професија која што треба да ја работите затоа што ја сакате, а не дека морате да ја работите. Так. И ова е професија која што не може секој да ја работи, бидејќи навистина треба да ве отсликуваат една точност, професионалност, емпатичност, да го сакате тоа што го правите, што го работите, да сочувствувате со пациентите и да ги доживувате како вашите најблиски. Само тогаш ќе ги постигнете сите тие цели кои што ви ги задолжува униформата до небо, бидејќи нашата униформа е нашиот командант, нашиот адмирал, нашата гордост, која ќе ве испрви пред пациентите, многу ве задолжува. Јас во мојот работен век кој што е 33 години, кој што се остварувам во градската општа болница 8 септември, каде што започнав како медицинска сестра со виша стручна спрема за еден краток период на оделението за очни болести, па потоа тука во оделението за интензивна нега каде што 9 години работев и во меѓувреме дипломирав и завршив како дипломирана медицинска сестра. Тоа беа години во кои што исклучително имав можност и чест од високостручни професионални доктори и сестри кои што беа од воената болница, стручни и професионални, да ја наследувам и да ја учам и да ја практицирам комплетно сестринската нега и се она ние што го работевме. Таму баш имаше тој воен стил на работа, па, да. Тоа е таа хиерархија која што ја следеше работата и која што и сега болницата ја носи во едно такво ниво на една работна дисциплина која што чинам дека треба да биде составен дел. Нашата професија е многу сериозна професија и ние секогаш мора да бидеме со таква работна дисциплина, меѓутоа во тоа време бевме сите ние ангажирани како граѓански лица во војската. Имавме дополнителен армиски додаток кој што не обврзуваше со дополнителни доедукации, не обврзуваше со дополнителни едукации во полски болници, дополнителни програми за војни услови, дополнителни програми за акциони планови и така понатака, кои што на некој начин не задолжува и не става во ситуација да бидеме на располагање секогаш по делот кога би се ако би дошло до одредени масовни несреќи, елементарни непогоди. Да бидете подготвени. Па да, и така беше, мислам, додека траја сите оние процеси, немири и се оно што се слушуваше, низ кое што поминавме во историјата на нас за сега, да не се навраќаме на тоа, ние бевме тие кои што бевме апсолутно цело време ангажирани, бидејќи ги имавме тие квалификации како такви. Така да јас тој период го поминував во интензивната нега во шок собата во тогашната хирургија во тогашната воена болница, која што се трансформираше во 2009 година во градска општа болница 8 септември и на моја среќа, на моја задоволство и на моја огромна чест имав прилика да бидам главна сестра и да ја водам болницата 7 години и тоа беше за мене едно големо достигнување како медицинска сестра и едно многу големо задолжување, бидејќи трансформацијата беше таква каква што беше и задачите беа огромни за да болницата дојде на едни структури како што беше цивилното здравство во тоа време или да помине во својство и да биде дел од Министерството за здравство, а до тогаш беше под Министерството за одбрана. Така да тоа се едни многу успешни години кои што јас со задоволство и со радост сакам понекогаш да ги спомнам. И многу ретко зборувам лично за кариерниот ми развој, затоа што секогаш ми биле целите сестринската професија да го добие она кое што го заслужува и кое што треба, меѓутоа тоа е овој период додека се формираше градската општа болница 8 септември, каде што имав прилика да бидам дел од управните одбори, да бидам таму каде што се носат одлуките, да бидам во менеджментот, да имам такова можност да ги организирам службите во болницата, да ги прераспределувам медицинските сестри и целокупниот персонал во здравствениот дел во болницата и сето тоа искуство
дојде и ме донесе до ситуација да ние заедно со голем број други мои медицински сестри, активисти и колешки од болницата и го формираме здруженијето за нас и ја направиме унијата и тргнеме по стапките за да можеме сето тоа што го има во тоа време медицинските сестри во тогашната болница и сега што го имаат и го уживаат како нешто кое што треба и го заслужуваат, сакавме да го добиеме за целокупното сестринство во Македонија и така е 7 во 8 година успешно со многу големи успеси чекориме заедно во унијата со целокупното сестринство. Така да медицинските сестри веќе не се само во процесот на здравствената нега и во болниците, тие немаат кариерен развој во хоризонтала, туку треба да имаат кариерен развој во вертикала, каде што кои ќе се вработат како медицински сестри не треба да заминат во пензија како оделенска или главна, туку треба да заминат во пензија како сестри со научни студии, со магистериуми, со образование кое што ќе ги донесе и во образовниот процес, каде што тие ќе ја предаваат негата која што ја работат во болниците, тие ќе бидат дел од наставните програми, така да ние сме поборници за инвестиција во образованието на медицинските сестри и отсликување на тој европски лик и имидж и дело на таа медицинска сестра која што ќе биде паралелен во тимот играч од вас докторите во специјалностите, во областите како што заслужува. Маријан, вие доаѓате од здравственото тетово. Здравственото тетово, така. Како е таму ситуацијата? Ситуацијата како сега во државата така ќе нас. Значи се бориме, се трудиме да биде подобра. Така. Има доста работи кои треба да ги средиме. Моментално е одлично. Така. За разлика од тоа што било пред неколку години, сега е на наше големо задоволство моментално е директор кој е од внатрешноста на здравствениот дом, значи доктор. Така. Добро. Кој знае се. Што си ја знае работата, да. Ги познава, го познава персоналот. Така. Уопште као менаџер одличен човек, значи не излага усусрет нас као медицински персонал, посебно на сестрите, има слух, што ни треба, нас ни помага, ние се трудиме што поќе да му дадеме почит на неговата работа. Ја доаѓам од брзата помош од тетово. Сега сум моментално главна медицинска сестра на здравствено тетово. Добро. Тешко не било, годиништа, не сум 20 години скоро таму. 11 тима се 16 сестри моментално се вработени брза помош. Так. Домашна посета исто го води брза помош. Патронажните сестри тешко е, али така. Идеме на подобро. Така. Во текот на годините мислам и многу добро што некој дојде што може да ни помогне. До сега имало директори и никој не вика ништо за нив, ама немало тоа, немало доволно слух. Така. Не знам, едноставно не бил за таа работа. Така. Се како да ви кажам, за сега е добро. Еве се трудиме со Гоца сме одлични, комуникација постојана, да, што ни треба, ни се помагаме, ни помагаат доста. Преку здруженијата. Така. Цело време се збори за недостиг на кадар, недостиг на сестри, сега во последно време овие неколку денови имаме некој проблем. Што се случува? Па добро, ова се системски работи кои што се напластени со години наназад. Мислам, ние многу пати сме кажале дека проблемите мора да ги делиме на системски и на синдикални. Така. Значи, системските проблеми доаѓаат понекогаш и од погрешните политики во одредени болници, на менаџерите или од, ајде да кажеме, малку по-незамарени политики кога се медицинските сестри во прашање. Таа колективна свест мора да ја промениме. Значи, почнуваме од оној момент дека медицинските сестри не се останати од медицински персонал, не се средно медицинскиот персонал, значи имаат своји вокации, имаат своје образование. Еве сега постигнавме со нашите притисоци и барања за среќа со Министерството за образование, значи ветеното кое што ни беше дека првата висока медицинска школа во Битола ќе помине во факултет за сестри. И тоа го добивме, значи очекуваме административните процедури да завршат и тоа да почне. Тоа на специјалистички испит што го полагаат нашите сестри или не? Не, тоа ќе биде факултет за сестри. Тоа е посебно. Каде што значи ќе биде факултет за здравствени науки за медицински сестри, можеби и некои други области ќе меѓутоа нас не се важни медицинските сестри бидејќи ќе имаат факултетско образование, односно дипломски студии кои што е нешто за кое што толку време се бориме и изборуваме дека ќе биде базата понатака после за дополнителните наредни нивоа нели на школување. Специјализациите се нешто кое што следи со годиниве. Ние бевме една од првите земји во регионот кои што ги внесовме специјализациите, меѓутоа секогаш кажуваме дека никогаш не бевме таму каде што се носеа и донесуваа вакви одлуки ба и за образовниот процес на медицинските сестри, каде што најмногу знаеме да кажеме што е тоа што ни е потребно. Па имавме
специјализации кои што беа континуирано со годините постојано повторувани и кои што ги презаситија одредени области, значи мора да се прошируваме во специјализациите, мора да се слушаат сондажите од терен и потребите, што е оно кој што ни треба, современата медицина да ја следиме и современите методи и сето оно кое што се е како до едукација кај докторите и современите методи на испитување, лекување и така понатака, треба да донесат и нови специјалистички области за специјализирање на сестрите, за да можат сестрите и по специјалности. Оно кое што е многу важно е тоа дека унијата успеа со синдикатите во релациите, значи да ги внесе во колективните договори по нивниот коефициент на квалификација. И сега тоа се отсликува и се преслика во систематизациите во болниците. Меѓутоа имаме во моментот големи проблеми со финансиските несогласности и непоставување на овие сестри кои што не можат да си го најдат местото во специјалностите каде што се. Она кое што е многу важно во овој момент за нас, во нашиот здравствен систем е тоа дека овие сестри кои што немаат многу знаење и вештини и искуство, а немаат немале можности или не можат се во години на работен стаж со кој што не може да речеме да се дошколуваат и на високите медицински школи и на факултетите и така понатака, се една категорија на сестри со средна стручна спрема кои што во овој момент треба многу исклучително да ги чуваме и да им обрнеме внимание и на нив треба да им ги признаеме нивните квалификации со некои можности за нивно менторирање за сите млади нови сестри кои што доаѓаат во болниците, во сите здравствени институции, каде што тие треба да бидат менторите кои што треба да ги воведуваат во работата и не смееме да си дозволиме да ги маргинализираме. Значи многу пати сме апелирали, сме кажале дека високото образование на медицинските сестри не треба да се вреднува само по финансии. Значи треба кога ќе дојдат во болниците да ги добијат прво одговорностите, за да може да се преслика финансиски плаќањето по образование. Од тие причини кажуваме дека сме непрепознаени во болниците и од тие причини гласно зборуваме за непризнавањето на високото образование, бидејќи имаме комодитет и комфортна зона на одредени институции каде што не им се признава подолго време образованието со разноразни параван, јас така ги нарекувам објаснување од типот систематизацијата не е готова, немаме финансиска согласност, не сте планирани и така понатака. И тоа се тие, вака сега следствено полека како ги зборуваме нештата, се нештата кои што ја деградираат професијата, го нарушуваат достоинството, ја нарушуваат здравата работна околина, ги нарушуваат задоволството на работа и ги на некој начин можеби подстрекнуваат сестрите и ако не сакаат да си заминат, а тие што не можат во странство да заминуваат во приватното, а многу од нив почнат да заминуваат и од самата професија. Така да тоа се некои нешта кои што ако сме ги решиле синдикално и ги отсликал колективниот договор и во систематизацијата се отсликале, треба и системски да се спроведат во болниците. Тоа е нешто за кое што силно го подигаме гласот, почнувајќи од овие сестри со средна стручна спрема за нивното почитување и немаргинализирање, признавањето на високото образование, меѓутоа и поставувањето на праговите на интервенциите. Ние мора еднаш да разграничиме и да знаеме кога ќе дојде сестра на работа или кој ќе заврши средна стручна спрема, што можеме од неја да очекуваме и што таа треба да испорача, а што сестрата со високо и тогаш да ги направиме и финансиските надокнади. Вака имаме една резигнација и едно незадоволство, бидејќи сите исто работата на први земаат различна плата и тоа ги скара сестрите. И тоа некому сега можеби и му оди во прилог, бидејќи сите на некој начин индивидуално си ги решаваат проблемите во болниците, а ние бараме системски решенија. Ние сме сериозна институција, сериозна професија и за нас се потребни општествени мерки со кои што, значи, еднаш за секогаш професијата на медицинските сестри ќе ја добие својата база и ќе почне од централниот регистар кој што ќе ги преброи по структура, по пол, по возраст, по професија, по квалификации, значи на сите точно на сите по сите основи и потоа и за сите ќе биде исто, нема независно од која институција работат. Тоа е најважно. И втората работа која што е најважна ќе ја даде лиценцата за работа на медицинските сестри. Ние сите имаме одговорност. Мислам дека нема точно бројка колку медицински сестри. Па има во Институтот за јавно здравје некои бројки кои што ќе речам вака некои бројки затоа што сметам дека немат закон сите институции или не се можеби сите како да кажам ажурни да ги доставуваат податоците како што треба или можеби има нешто кое што таму недостасува. Таму според последните бројки од Институтот за јавно здравје ние сме некаде околу 9200 без другите сродни струки. Меѓутоа никој не може да каже и да знае дали сме толку или не сме. Тоа е тоа кое што е нешто базично и првично кое што треба да започне. Втората работа се лиценците, каде што ни стои одговорноста, бидејќи ние не можеме само да бараме да бидеме платени, да имаме признаени квалификации.
треба да понесеме одговорности. Кога зборуваме така, за одговорности, точно. треба да Така, одговараме така, и за грешките. така. Точно. И секоја грешка Точно. треба да има Така. име и презиме. Дека Така. А од друга страна мора да ги издвоиме овие наши колеги кои што работат, да речеме, во брзата помош и во Да. специфичните, во критичните Точно. единици каде што се, не, да Така. речеме, не е исто ниво. нивната работа, да речеме, стресот не следи сите на Сите, работа, дефинитивно. сите, точно. Меѓутоа како Сегде. професионалци сите во Има кој степен дел некој, да, не е. Така е. На степен. Така да тоа се основните работи што ги нарекуваме јавни овластувања, кои што треба нашето регулаторно тело комората да ги донесе, а законот за сестринство треба да ги уреди. И се тука имаме еден мал, односно голем проблем во кој што секогаш кога ќе се спомне законот за регулирање на сестринската професија, наспрам тоа тече муабетот, па сега докторите немаат закон за нивната професија, како сега ќе им дадеме на На сестрите. сестрите. Дај прво да ги решиме докторите, па да Да. ги решиме сестрите. Меѓутоа ние сметаме дека законот за здравствена заштита многу доволно ги уредил докторите по сите основи. А нас само во 3 точки, само во 3 члена и сметаме дека ако е тешко и ако е административната процедура голема да отиде законот за сестринство кој што патем со секоја гарнитура на назад го започнуваме и Така е. некаде завршува во лавиринтите недозавршен, можеби во законот за здравствена заштита треба некои надополнување и измени да го донесе тоа регулаторно тело, да се дадат овие јавни овластувања на унијата, на здруженијата на медицинските сестри каде што се сплотени 5 здруженија на медицински сестри, почнувајќи од нашите колеги од брзата помош, од примарните, од здравните домови, па се до терциерното, до приватните, до колегите што ни се во труд и социјала и сите оние кои што ни се во концесионерството. Така да тоа е тоа кое што треба еднаш за секогаш да ни ги даде Да на се нас реши. можностите Така. за имплементација во на местата каде што се носат одлуките. Значи еден сектор за сестринство во Министерството за здравство и секи биде решен. Така. Маријан, колку се важни здруженијата за вас, еве, од Многу, помалите места? моментално многу. И во Имате еднината доста има- персонал што се членови на има, здруженијата? доста. Секој сака да биде, зашто да не? Така. Нас не е многу битно. Подршката од вакви здруженија не е битна. И нас као медицински персонал и уопште на сите болници треба да биде така. Зашто нашиот глас кој ќе го слушне кон они? Треба се пожелиме не, ќе се пожелиме кон нив. Они ги имаат тоа. Да, ма ние Се се моќ. одишуваме на нивната работа. Последната средба кога имавме сега во Тетово, кога ги слушнавме, цело еве ја приказната ова е истата што ние кажавте, што ја слушнавме од колегите, можеби треба и да ја знае јавноста како ви е треба. пожртвувано и со колку возила и со колку екипи го покривате Тетово како еден од поголемите Тетово е градови вака, се ќе како ви кажам. општина. Тетово има внатре од градот само 100.000 жители. Башка села. Села има Околните многу, села, значи, така. многу. Така. 50 километри е Прешников. Така. 60 километри. И сега ми е треба еден тим, значи една екипа со 3 тима, со 2 возила или 3 возила да покрие свето. Значи има настани, Така. има разни манифестации низ градот и за околината кај што треба да одговори брза помош. Така. Мора доктор, мора сестра, мора шофер. Шофер, да. Значи, они како екипа, како брза помош, максимум значи се дава. И секаде гледаме да одговориме навремено и до сега фала му на Господ, добре. Тераме со тоа што имаме, тие ресурси што ги имаме ги Со тие, ги користиме. да. Се менеджира Работите со добро. полн капацитет, Сестрите ама се се- заморни веќе. напорно е, заморни, точно, напорно е, стварно е напорно има. Како постигате со толку малку Па, екипи да, да речеме да го баш. покриете Мора, цело? ете ќе трчаш. Мислам како се Брзо, надополнувате, еве јас бев Остануваат на после последната работа. средба кога бевме во Тетово заедно со колегите од брзата помош, бевме изненадени на топлиот прием од нив, они сите и кои што не беа на работа, значи не удостои беа дојдени за да, нели, на некој начин ги размениме нашите мислења. Тоа беше нашиот хуманитарен караван пред новогодишните празници, бидејќи натре во унијата, во здруженијето ние го имаме хуманитарното друштво Ивона Пешевска. Тоа е медицинската сестра која што беше последниот донор во кадаверичната хирургија, бидејќи за жал млада го загуби животот во согласност со незините родители на како медицинска сестра. Мислам дека немаше зборови со кои што ние можевме да се заблагодариме на незиното семејство кое што ни дозволи незиното име преку нашето хуманитарно друштво да живее понатака. И бидејќи имаме традиционални програми во унијата, во здруженијето со кои што сакаме да бидеме околу новогодишните празници и сите убави празници во годината со нашите колеги од сите служби, оваа година таргет групата ни беше брзата помош. И во таков смер ние се дружевме и ги посетивме брзата помош во Тетово, брзата помош во Делчево, ги посетивме пунктовите тука. Мислам дека видовте. Да, така да и да ние кои што сме во самата професија, бидејќи сме нели сите во различни нивоа, во различни области ангажирани. Основата е таа. Имавме што да видиме, значи
можеби е многу поболко кога нешто ќе го кажете вие од страна кој што или ние кои ќе си ги сами колегите кои ќе си ги признаат успесите и доброто на колегите, оно кој што имавме впечаток во моментот кога стигнавме таму брзата помош е нивната организираност, нивниот начин на кој што они беа искоординирани, сите онака прописно во униформа по после 20 години. Така, сите многу уредби, да, и покрај тоа што имаат недостатоци и на персонал, и на возила, и на се, и ова што го спомна колегата во стартот, значи едно разбирање со нивните раководители, кои што исто така беа таму со нив присутни, кои што сите нивни искажувања ги потврдија, ги поддржа и сметам дека тоа е еден дел кој што е дополнително ја прави таа здрава работна околина. Ние секогаш зборуваме и велиме дека сме хуманитарна професија, ми тоа сите работиме за плата, нели? Точно. На крај на денот, меѓутоа иследувањата покажале дека личните доходи се на трето место. Задоволството на работа е на прво место. А ваквите некои нешта за кои што зборуваме на колегијалност, на разбирање, на поддршка, се нештата кои што ве прават нели на работа да се чувствувате добро. Признавањето на професијата и на квалификациите и на вашата професионалност ви прават една автономност. Јас многу пати сум направила споредба и сум кажала, многу е чудно да бидете во болница на работа и ако сте на смена, да речеме во стационарите, кај што се лежичките болни, да ви побарате еден аналгин, вие немате право да му дадете. Немате право, никаде не пишува дека имате право да му дадете. Така. А доба сите ние, што и да не заболи, можеме во секој момент се да се напиеме. А сестрите, без да го прашат докторот, без да добијат одобрување, значи не смеат. Таа е таа автономност за која ние се бориме и таа наша тој наш простор работен во кој што мора да понесеме некои одговорности и ние и да процениме нешто. Нашите колеги во Европа веќе се специјализирани во областите за болка, во области апсолутно специјалистички каде што сами одлучуваат. Нашите колеги во Холандија и во другите скандинавски земји одредуваат и терапии за пациентите. Сега имавме прилика од сестрите има 2 години имаше дали целиот систем. Од Англија имаше колеги наши од брза помош. Значи доктори. Он има право, значи има право во моментот да одлучи дали ќе се прави ЕКГ, дали ќе му се дава некаква терапија. Така. Ако е нешто потешко, онлайн ги има докторот, докторот го повикува, така. Вака ситуација што може да направи. Така. Значи он може до еден степен на одговорност има сам да понесе. А ми не смеме што кажа колешката една аналогин да даде. Така. Без да прашаме. Мислам незадоволство постои. Мислам дека не се доволно ценат, не им се многу имаме одлив на сестри. Кај нас на клиниката јас од кога сум вработена многу имаат отидено. И таман ке се обучат, ке ги спремиш, што викат, овие повозрастни сестри кај нас, вика све ги вика спремни ке си отидат. Пак друг дојде, пак обучи го, пак во Германија, во други земји таму Шведска. Зошто се случува тоа? Како да го спречиме тој одлив на сестрите? Овака сега, Европа без граници е, у суштина, тоа е целта. Секој да постигне по подоброто. Значи, ние немаме одлив само на медицинските сестри. Опште на доктори на света. Седи се одлива ни старија популацијата. Значи, се имаме генерални проблеми со дефицитот на секаде. Не дека во регионот и во Европа имаат овакво каде што им се признаени образованието и така. Силното незадоволство, да бидеме, да ви направиме една паралела. Незадоволство, не одат за пари, верувате, значи не одат за пари таму, него не се задоволни тука од системот, од платите, од еве завршиле специјалистички, не им е признат испитот, не можете да одат напред, некако така се чувствуваат како. Јас многу пати во Унијата и во Сдруженијето сме апелирали, сме кажале дека ако е народот, односно ако е нацијата богатство на државата, за медицинските сестри сме кажале дека се богатство на нацијата. Секоја инвестиција во нас здравствените работници е инвестиција во здрава нација. Значи тоа е нешто кое што треба да биде на прво место и да треба да биде многу важно. Ова што колегата Маријан го кажува по однос на тоа е дека треба да ни се овозможат едукации. Ние сакаме да учиме и да се образоваме, само треба да ни се даде можност. Значи треба да се дадат и специјализации во тој дел, треба да се дадат едукации. Треба во НРК рамката, националната рамка за опис и попис на работни места да ни се изградат професиите како што треба. Треба ова што го работиме, ние сме професија која што е 24/7 на работа. Ние заслужуваме да бидеме во номенклатурата за бенефицирани стажови. Тоа колегите од брзата помош го имаат, меѓутоа и таму имаат една резигнација, така ќе се изразам, во која што докторите имаат месечини 4 месеци, а медицинските техничари имаат 2 месеци. Зошто? Тоа е истиот тим, значи они исти тим исто работат, исто функционираат. Значи ние сега сакаме
Значи професијата на медицинските сестри да влезе на таа табела во информатичко општество на професии за бенефицирани стажови, каде што не само брзата помош, ние имаме колеги кои што работат исклучително само во ноќните служби, во здравните домови, сакат и во стоматолошките служби и секаде. Има, меѓутоа сите ние работиме сменска работа и ноќна работа постојано, се за доброто на пациентите. Значи суштината на нашето постоење се пациентите. Се што ќе направиме, се што ќе помислиме и се што ќе побараме е за нивно добро. Па ние и вчерашното наше реагирање за отпуштањето на сестрите е во прв момент заради тоа што останаа без договори, без ангажмани, меѓутоа втората работа за која што сериозно се запрашавме, што сега со пациентите? Вие кога толку многу голема бројка имате на здравствени работници кои што застанаа без работа од вчера, ние инака имаме недостиг, викам како после ќе се организираме во болниците, како ќе ги обскрбиме пациентите, како ќе постигнеме во закажаните елективните програми и во се нешто. Една инструментарка да недостасува во операционата сала програмот денеска не може да се оствари како таков. Да. Значи и ова со екипите во брзата помош на пример, јас се дивам како они со 3-4 екипи можат преку еден цел ден да постигнат се. Тоа е истото и за нашите екипи, мислам и за сите екипи во цела Македонија. Здравствените домови во Скопје. Ние сме секој ден ги гледаме возилата од внатрешноста на Македонија како доаѓаат во Скопје. За жал имаме централизирање на работите према Скопје и нашите колеги од Источна Македонија, од внатрешноста, од секаде од брзата помош, секој ден со возилата се во Скопје во следење на пациентите и носење по клиниките и секаде. Сметам дека треба да имаат еден канал, треба да се договорат, затоа сега Унијата и Сдруженијето ги обединува во едно друштво кое што пред се ќе го предводи Марија со неговата екипа од брзата помош од Тетово, кое што ќе треба да ги на некој начин да ги сите да ги умрежат, за да можеме да ги слушнеме гласно сите нивните потреби, како што се да речеме промените на правилникот кој што од 2004 година не е променет за организацијата на сменската работа на службите во брзата помош. Тоа е битен момент. Каде што нивните барања треба да влезат и тоа е исто задоволство на работа. Не е само покачувањето на плата задоволство на работа. Вие не можете ако во Делчево во здравствениот дом имате колеги кои што треба 3,5 часа да патуваат до Скопје, а се во 8 часовна работа, значи тие го прават вишокот секојдневно, а работат само прва смена и се секој ден на работа. И кога ќе им го видите распоредот на крајот на месецот на смена, ќе видите дека они во текот на месецот само 3 дена биле слободни. Па ќе рече некој, па да, тоа другото им е платено. Да, меѓутоа тие се цело време на пат. И тие платени се 32 сати. Така, толку повеќе од лимитот е тој. Тој лимитот е другото ќе се сече на работа. Така да има тука некои нешта кои што може да им се дозволат врз основа на правилникот, измени на дополнување по основ на нивните барања, каде што тие најубаво знаат за нив што е добро и како е добро. Ние треба да секогаш сондажата од терен треба да ни биде на прво место. Секој прибирање, собирање, анализа на податоците треба да не носи кон решенијата. Тоа е тоа кој што ние го сакаме, сублимирање на податоците од сестринството од цела Македонија, за да можеме да ги централизираме работите и да му помогнеме на министерството и на целиот тим за да ги носи правилните одлуки. Ние секогаш нудиме само решенија и ги имаме сите решенија за нешто. Ние знаеме што е најдобро и за пациентите, и за нас, и за целокупната сестринска фела. Во Унијата, во Сдруженијето внатре постојат сега со ова друштво на брзата помош веќе 12 друштва. Колку членови сте вкупно? Значи 5 здруженија вкупно внатре кои што аплицираат, а Унијата ја предводи Сдруженијето за нас бидејќи е најмногу во овој момент број над 5200 членови. И тоа се сестри од целокупниот здравствен систем и како што ви кажав и од концесионерите и од приватниот и од вклучително и сестрите од Министерството за труд и социјала кои што се водат како административни работници, за жал. Тоа се нашите наредни чекори со кои што ние ќе бараме од Министерството за труд и социјала да се најде модификација и начин нивниот статус, тоа не се административни работници, тоа се здравствени работници кои што имаат квалификација и образование од медицинско училиште, а се водат како административни работници и за жал се во коефициентите како административни работници. Тоа се нашите сестри во специјалните болници како што се во Негорските бањи, нашите медицински сестри кои што се во детските градинки, како каде што се водат како педиатриски, педагошки, не знам веќе под какви се имиња, меѓутоа се водат како административни работници, а тоа се здравствени работници. А да не зборуваме за сите наши сестри кои што се, вие знаете дека ние сега брзо имавме силна реакција за сестрите во концесионерството, каде што 8 амбуланти во руралната средина остана докторите да работат без медицински сестри. Точно, без медицински сестри. Јас не знам тоа како ќе функционира. Тоа се случи тоа? Вака да ви кажам, законот е многу дециден и кажал дека за да организирате една ординација да работи така, си има закон, си има
нели, пропозиција дека треба да има доктор, сестра, инвентар и така понатака. Сега одлуката се донесе као во моментов времено заради тоа што на веќе објавените конкурси не се појавиле медицински сестри. Нашето подигање на гласот донесе до една ситуација на многу посериозен пристап во фондот за здравство и тоа исклучително ми се допаѓа бидејќи контролите се засилија во тој дел и ги задолжија овие доктори, значи на конкурси за кои што ќе треба да дадат повратна информација према фондот за здравство. Меѓутоа ние побаравме фондот за здравство да ги заштити сестрите генерално во концесионерството со најниската бенефицирана сума на личен доход. Само на таков начин можеме да ги донесеме во една рамка на, ајде така да кажам, малку по-достојни лични доходи овие сестри во концесионерските амбуланти, затоа што нашите сознанија зборуваат за многу недолични и за многу како да кажам, непристојни примања и од тие причини ги немате на конкурсите кога ги побарувате како функционира една амбуланта без сестра? Нашиот апел е дека ние сакаме сега преку еден проект да го пресликаме образовниот процес од Словенија во Македонија. И ако сакаме да ги гледаме паралелно начините на кои што во Словенија, значи, се развива образовниот процес на медицинските сестри, ќе видите дека тие толку многу вложуваат во промоцијата и превенцијата и таму каде што превенираат и промовираат не лекуваат. Точно. И јас сум кажал и ние сме кажале многу пати, 1 грам превенција ве спасува од 1 тон лекување. И ние мора на сето тоа многу да работиме. Тоа можеме да го правиме само ако им овозможиме и ако ги едуцираме сестрите за самостојна поливалентна работа на терен. Тоа е тоа во кој што они најмногу вложуваат, каде што самосталноста на сестрите, како ние сега што ги имаме патронажните сестри кои што покрај тоа што имаат задачата да ги посетуваат родилките, имаат или поливалентна задача да ги гледаат и хроничните болни така понатака. Меѓутоа не се доволни врз основа на демографските податоци, значи прераспределбата по општини, во големи општини се многу малку. Они се посебна категорија каде што треба сериозни програми да се направат за нивно надополнување, бидејќи старосната граница е многу висока, бидејќи многу долго што ни покрај родилките треба да ги посетуваат и болните. Да, они имаат поливалентна сега во овој момент, опис и попис на работни задачи. Ќе успеат ли тоа да стигнат да ги посетуваат и Па јас не знам, ако брзата помош со возила стигнува, они одат пешки. Да. Пешки. Затоа, да. Така да, по ниеден основ не се заштитени и не знам дали тоа и како, мислам, до кога сето тоа ќе трае, таа нивна патронажна торбичка која што е многу оскудна, колку се тоа го задоволува на терен. И колку се они, кога се со пациентите на терен, смеат или не смеат нешто да направат. Тоа е оноа задолжување и по одговорност и законско, кое што ве става во ситуација дали нешто смеете да го направите или не. Еве да речеме голем број од родилките се сега на антикоагулантни терапии, на пример, примаат клексани по дома и така понатака. И се тие ќе отидат да ги посетат, меѓутоа они кој кажува дека смеат да го дадат клексанот субкутано или на пример, значи ние зборуваме за такви одговорности озаконети. Видете, во Хрватска, каде што со закон уредени сестрите како европска земја, која што има кариерен развој, каде што има образование за сестрите, каде што е максимално отсликан ликот и меѓу делото на европската медицинска сестра, каде што веќе имаат суспециализации на сестрите, а не само специализации, не можете во образовниот процес да влезете да немате основа како медицинска сестра да предавате понатака на нивните факултети. Има некои уредени правилници кои што мора така да бидат. Има дискусија околу озаконување на одредените одговорности и беше конкретно давањето на трансфузија ставено на тема на разговор, која што се дискутираше дури во парламентот. Кој смее да ја даде трансфузијата на работа на крв? Дали медицинската сестра или докторот? Ние ќе ја дадеме, ние не бегаме од одговорноста, меѓутоа ако се случи нешто, знаеме кои се последиците ако нешто се случи. Кој ќе ја понесе одговорноста? Тој што ја ординираше или тој што ја даде? А тој што ја даде нема лиценца, нема одговорност. Никаде не пишува дека треба да ја дадете. И јас многу пати затоа кажувам дека понесувањето на одговорностите малку е и нешто кое што треба да подразмислиме колку не е тоа е баш и малку и стресно во целокупната наша професија. Ние сме многу пати изложени на тие такви стресови каде што неочекуваните последици и а да не зборувам за колегите. Тоа сакав да прашам, дали сте чувствувате доволно почитувани од доктори од Па да, добро. Главно добро. Знаете како слободна брзата помош е и домашна посета. Каде што исто и тоа го работите за пациенти, да. Се да аплицира терапија дома, пример. И се од сите 4 екипи едната оди домашна посета или посебна служба. Добро. Ама слободна на брзата помош. И сестрата иде кај пациентот ќе ординира терапија. Тоа само сестра оди без доктор, докторот иде по потреба, ако веќе има потреба, инаку само сестра и она не смее да даде ништо
од тоа што е препишано од специјалистичкото извештај. Значи нема никако право. Ако на пример онколошките случаи вие и пишуваме во тек на 10 дена да прима преку домашна посета, тоа и тоа. Тоа го реализираме ни. Да. Меѓутоа ако се случи алергиска реакција во моментот од или лекот, има некоја алергија, на пример, може да се случи после второто давање на лекот, да. И тука е одговорноста на сестрата Така. уште поголема. Така. Стресно е. Влага кај пациентот не знае што ја чека. Мординира терапија, излага надвор, за 5 минути се јавуваат брза помош со екипа и дека истиот пациент, значи правиме две работи од еднаш. Ме разбирате? Значи дошла сестрата да ординира терапија, после 5 минути доаѓа екипа за брза помош, комплет сестра и доктор за да види што е случајот. Малку е тешко е. Значи се стига, ама тешко е. Пак треба персонал. Како да е персонал треба. Така. И одговорности, значи одговорноста на сестрата е посебно брза помош е преголем. Значи една ноќна смена каде што има 20 старта. Една сестра. Толку може. Толку може, ама фала му на Господ, уште еднаш ви викам дека пожртвуваноста на сестрите е преголема. Значи он максимум го дава, максимумот од денот го троши за да стигне таму кај што треба да стигне. И се стига. И на време се стига, се негде и сообраќајки и убиства, и разни деца што завршуваат, нели, средно медицинско. И после нели имаат колку месеци, 6 месеци тоа стаж. Како тие се од обврзани, тие стажови се обврзани, значи си има И да речеме право го ставаат еве на да речеме на траума, значи нели малце треба тие да имаат некој предпоставен. Они ги ставаат на одделите, ги ставаат кај нас дури од дневна болница. Мислам, тие се малце треба нели да е едукација, треба некој да ги следи, треба некој повозрастен што има соодветна едукација, искуство да го како ментор, како ние што имаме ментор. Не се исти сега, значи менталното созревање на 18 години, ова што го кажавте, е апсолутно недоволно за да влезете, ајде да се изразам народски во оген или во критичните единици. Уште се неформирани како личности, почнуваат малку порано на училиште, некои завршуваат и на 17 години. Да, за тоа и прашувам, значи сметам дека дури и не се ни зрели ни да одлучат за професијата. Затоа се европските директиви и курикулуми во делот на скратувањето на здравствените програми во средното образование и префрлување на кабинетска настава, каде што ќе се школуваат и образуваат сестри за нега кои што ќе дојдат во оној дел во каде што е ајде да кажеме интервенциите не се толку во тој дел овако стресни, каде што очекувањата се други. Ние кога бидејќи сме дел од европските асоциации, бидејќи унијата и здруженијето е дел од балканските асоциации, бидејќи сме во Европската асоциација на сестри со специјалистички студии, каде што сме редовно на сите конгреси и едукативни настани и ние кај нив и они кај нас на нашите организирани настани, многу време на нас да се зборува за овие вакви скратени здравствени програми и веќе искуството во регионот, еве во Република Српска и во Србија веќе имате здравствени гимназии кои што произведуваат здравствени работници, односно медицински сестри кои што ги нарекуваат помошници сестри на сестрите со како што се нашите сестри се, и бидејќи првиот аргумент е тој дека се работи значи за многу млади, уште ментално незрели, кои што не смеете да ги ставите во критичните единици, да ги изложите. Треба да има некој степен, треба да има некој скали. Мене лично ми се има случајно, значи како доктор да кажам на медицинска сестра скоро вработи на боцни диазепам мускулно. Кај јас не боцкам, не знам да боцкам. Она не зна да боцка ниту мускулно, пошто ја имам средно медицинско, јас знам да боцкам мускулно и венски. И викам како, викам не знаеш, вика така, вика не знам да боцкам. Викам ти си медицинска сестра, викам земи научи, мора да знаеш да боцкаш. Знаете како јас многу пати кога ќе им се, ајде да кажам така условно, кога ќе им се наљутам, ми се има случајно тоа пред неколку на години. докторите, вака да речеме, или кога ќе сакам нешто да им ретерирам, стално и тоа со доктор Нико Беќаровски сме го коментирали, сме го кажале и ќе речеме, ќе ви ги вратиме шприцовите назад, бидејќи некаде ако сакате да направиме една компарација, значи кај нас докторите па и не боцкаат и многу ретко боцкаат, мислам во делот на тој без разлика за каква апликација зборуваме, значи за каква претежно тоа е
во работните задачи кај нас на медицинските сестри, што не е пример со регионот и со Европа Да, во да, одредени да, други доктор болници Боцка, и да. така понатака, знам, каде знам. што има прагови на тие интервенции. Точно. Ние чинам дека во тие праговите некаде како медицински сестри тука навлегуваме понекогаш и со одобрување или барање на докторите и во докторските интервенции. Затоа јас многу пати сум кажала дека само прагови, што смееме, што не смееме, до каде смееме и колку смееме, можеме. за да можеме сите да си ги понесеме одговорностите. Нас ковидот ни ја стави вистината во очи по многу основи. И значи тука се виде кој колку, каде и како и колку пострадавме. 6 медицински сестри го изгубија животот. Ние имавме во старт масовно заразување на здравствените работници. Значи се покажа во тој дел колку само самите ние треба многу некои нешта да си ги преструктурираме. Ние сега преку агенцијата за акредитација, каде што сум јас надворешен оценувач за акредитација и на болници, и кога се движиме во болниците за акредитација, е единствениот начин каде што ги преточуваме интервенциите и процедурите и каде што стандардите се преточени во документација, сакате и на докторите и на медицинските сестри, каде што е и хоспиталната култура во преден план, каде што преку акредитацијата ги задолжувате прво во униформа како што треба, во беџови како што треба, во закон за заштита на правата на пациентите, почитувањето на пациентите према куќниот ред и куќниот ред на болницата, значи сите мора да имаме и да знаеме до каде ни се праговите и можностите. Медицинските сестри се први на удар, немаат никакви авторитети во болниците, страдаат од авторитетите. Ние немаме проблеми со пациентите, ние кога имаме проблеми во болниците, за жал имаме проблеми понекогаш со семејствата на пациентите. Ама не со семејствата заради, него заради тоа што се охрабруваат од авторитетите на докторите. Јас морам ова да го спомнам и да го кажам. Ние имаме многу примери поради кои медицинските сестри на одредени оделенија завршија со дисциплински и така понатака, затоа што сакат да го одржат редот, сакат да го испочитуваат куќниот ред во болниците. Меѓутоа, видите, во секоја професија има карактеромани, има и во нашата, затоа не велиме, не све да се генерализира. Треба да имате име и презиме на грешката, која што се случила и како се случила, и секој треба да има некоја било каква одговорност. Да. Затоа се важни сестрите кои што се со вештини и знаење, затоа не, е важно. сметам дека да речеме кога ќе се вработи, дека не треба да се пушти така, ме сваќаш дека треба да има некој ментор, како ние на пример имаме ментори. Ние имавме на времето. Ние имаме ментори. Приправничкиот стаж кој што е многу важен, ние го бараме да се врати назад. Приправничкиот стаж. Почетокот ми бил тежок. Тежок, па и нив им е тешко. Јас ги разбирам, они 6 месеци доаѓаат сум и гледал пуштаат да изгорат буквално. Не знаат. Тоа е до Па така е. поставеноста, значи, образовниот процес едноставно има, се знае дека 1/3 од теоретската настава, значи треба да помине во практични вежби. Сето тоа кој што го завршуваат практично, значи е задолжување во образовниот процес, постојат нели наставници, едукатори, инструктори така наречени. Голем број од сестрите во болниците се задолжуваат како ментори. Оноа кој што го поминуваат во кабинетската настава е едно, тоа што го завршуваат во болниците е друго. Меѓутоа апелираме до факултетите, до високите школи. Тоа сакам деканатот на медицински факултет преку него, Јас сум дел од комисијата за во Министерството за образование, односно Унијата, Сдруженијето, јас сум дел од комисијата за ревидирање и ревизија на програмите образовни на нашите образовни институции за медицински сестри во Македонија, каде што можам искрено да ви кажам дека никаде комплетно не се испочитувани овие практични часови, она кое што директивата и курикулумот го предвидува. Ние не треба ништо да измислуваме дополнително. Европската директива и курикулум, ние сме регулирана професија, една од 6 регулирани професии, каде што курикулумот и директивата јасно си ги поставил сите дефиниции како треба нештата да бидат. Само треба да се спроведат во нашиот образовен процес и да се почитуваат како такви. Значи, преку акредитациите на професорите и изборот на наставниците и така понатака, па се до оноа кое што е краен производ. Еднаш мора да внесеме евалуација. Тоа е нешто што на нас не недостасува. Зошто еднаш ниту една висока медицинска школа не дојде во било која болница и да не праша и да рече нашите студенти како фаќаат приклучок или какви здравствени работници се, или на пример една евалуација да направиме на било какви образовни програми што произведовме и каков квалитет на здравствени работници произведовме или медицински сестри. Ние како да кажам, не можеме да искочиме од флоскулата дека завршуваме, тоа е многу погрешно. Треба да одиме да завршиме високо образование за да бидеме главна сестра. Повеќе платени. Така. И да бидеме повеќе платени. Не, туку треба да испорачаме за пациентите повеќе. Не постои пациент кој што не сака да го лекува и негува високо квалификувана, образована медицинска сестра. Точно.
Суштината на нашето постоење се пациентите. Довербата- Колку повеќе ние се образоваме, толку повеќе расте вредноста на пациентите. Тие се за нас најважни. Без разлика дали понекогаш ги поминуваат праговите и границите. На секој еден пациент кој ќе застанете наспрам неговиот кревет ќе кажете е. се му е дозволено. Ние сме тие кои што во оваа професија сме сватиле дека емпатијата треба да ја шириме толку колку што Знаете треба. како, кога некој пациент ќе дојде кај нас и бара име од некоја сестра. Ве молам, таа сестра ми треба. Има нешто. Тоа не е случајно. Значи, довербата од пациентот Се кон врзува. Тие се тие Да, многу и убави последно, нешто. како Да, тоа. значи те исполнува. Кога знаеш дека некој те бара, тој ми треба. Значи, тоа Има доверба, да. Не се битни ни пари, ни материјално добро, ништо. Таа е Значи, таа тоа ти доверба. исполнува. Ти си рад, значи знаеш дека си му пружил максимално тоа што го знаеш, си му од срце си му го пружил. Пациентот се едноставно има доверба во вас. И Треба послободно доста- се осеќа кога Така е, има послободен е и терапија, може ќе- да пренесе и тоа што тие чувства што ги има пациентот према болеста да ви ги пренесе вас. Да. Многу битно. Значи пак и ние као медицински лица треба да сносиме некоја одговорност. Се е тоа добро да се плати, да се изработи, ама и ние како медицински лица треба да сносиме некоја одговорност. И треба да бидеме на врвот таму. Секој повик ви е стрес. Секој повик. Како се чувствувате Секој кога ќе ве излагање повикат? Не од- знаете што од- ќе ве дочека, од што ќе ве база, начека, ништо, на што значи, ќе налетате, со ништо. каков стрес ќе се соочите, Така што е. ќе се соочите. Јас сум толку години во професијата, во текот на неделава, сега во лифтот во болницата, пациент на кој што пред мои очи му се случи, мислам му колабираше доколку него приметевме, него видовме, се најдовме на право место во право време да помогнеме да направиме, задоволство ви прави, меѓутоа стресот е невиден. Се е стресно, ние сме само Точно. луѓе без разлика што сме во Точно. Сега униформи, пред што сме 4 професионалци. пред 4-5 Да, дена точно. И ние сме Сега, постојано под да, стрес. да. Мој Постојано најблизок се горуваме. татко у клиниката за кардиологија Скопје, значи алал нека име на тој тим таму, значи стварно безпрекорно функционира таму. Таму кардиологија, јас сум имал прилика сега да видам како изгледа таму. Свака час. Од стручност Така. број 1. Како го примија за еден ден све се заврши. Па добро, ние сме Најдобар добри. ред. Ние сме добри, тоа го покажуваат сите податоци дека ние каде и да сме и во регионот и во Европа, еве сестрите каде што се преку унијата, здруженијето излезени, ние секаде сме во паралела рамо до рамо со нашите колеги. Секаде нашите колешки и нашите сестри се што преточија Секоја од чест. нивната работа во трудови, се е нешто високо испочитувано. Се јас не сакам како да кажам, меѓутоа огромна ми е честа, радоста и гордоста што да бидете делегирани, да бидете домаќини на Балканска конференција. Па сега во октомври да бидеме домаќини на регионална европска конференција на ЕСНО, сестрите со специјалистички студии. Тоа значи дека некој ви ги гледа успесите, ви ја гледа работата, го гледа ентузијазмот, Точно. ве цени Трудот. во тоа што го Не работите, е Секој случајно. труд Ништо треба да не е се Тоа е многу случајно. труд. Така. Тоа е многу случајно. труд и тоа многу ве задолжува. Ние сме една неевропска држава, а да добиете европска конференција на медицинските сестри, тоа е едно општествено добро за нашата држава. Тоа не треба само сестринската фела да ја радува, треба комплетно Сите. целокупната Сите. нација да ја Точно. радува да Сите. дојде европското сестринство во Македонија, каде Така. што нашите сестри ќе бидат тие кои што ќе го имаат водечкиот збор. Па ние веќе не сме дел од тие дивни конференции и настани. Јас сега во јануари бев во Брисел, во Европарламентот на медицинските сестри со специјалистички студии, каде што имав прилика да седнам наспрам сите европски асоциации на сестри со специјалистички студии, каде што нашето сестринство беше најавено на многу високи фанфари. Морам така народски да се изразам, каде што јас исто така со униформата вака свечено протестирав за сето оно кое што е потребно за нашето сестринство во Македонија и подршката беше од нив огромна и таму ги добивме акредитациите за да ја добие и ја добивме Европската конференција и тоа е начинот на кој што они сакат да дадат придонес и сакат да ни помогнат. Тоа е начинот на кој што сакат во нашата борба, така ќе ја наречам, во која што ние се бориме за нашиот статус во Македонија, како Така е. европски асоциации да ни помогнат да направат притисок европски од страна до нашите како да кажам, раководни структури до нашата држава, до нашите... дефинитивно, за да ни се дозволи да ни се даде тоа. Значи, ние сме дел од сите тие стручни професионални настани. Па ние имавме 11 симпозиуми минатата година, они се дел од сите наши симпозиуми. Ние во декември го завршивме симпозиумот со инструментарките за кадаверичната трансплантациона хирургија, постигнавме невидени успеси. Дојдовме до состојба да ја покренеме колективната свест до тој степен да од декември навака не се застана да се зборува за кадаверичната и трансплантационата хирургија. Ние сакавме да одадеме значение
на колективната свест кај граѓаните, а сакавме меѓу сестринството да го расшириме стручното и професионалното што го работат нашите сестри во тие тимови. И целта е постигната и тоа е огромно задоволство. Тоа се многу големи успеси на унијата и на здруженијето. Во една состојба кога имате незадоволство од сестрите, па имате мали лични доходи и така, да ги вака мотивирате, да ги вака стимулирате, е многу важно и е многу добро. Меѓутоа, мислам дека имаме прекрасно сестринство, дека имаме толку многу добри капацитети кои што само треба да ги искористиме, мора да ги чуваме сестрите. Знаете, гордоста... Видете, ние многу убаво соработуваме. Значи, нашата клиника стварно има прекрасни сестри, ама се мислам дека преуморни, преоптоварени. Мислам дека сега ако како што најавува дека ќе имаме персонална онкологија, дека малку ќе се подобри ситуацијата. Инаку мислам дека баш им спомнав кога беше и конгресот за да аплицираат, мислам дека буквално сила немаат, како да ви кажам. Ние ги имаме сестрите од онкологијата и од хематологијата како друштво во унијата, во здруженијето, и многу пати разговаравме за еден симпозиум стручен во кој што они имаат многу што да кажат и да споделат со колешките, а ние сите други од другите области многу што да научиме и да слушнеме од нив, и ние тоа ќе го оствариме заеднички, Имавме прилика многу пати од здруженијето како што бевме кај другите колеги и нив да ги посетиме и да дојдеме на клиниката. Динамиката е таа која што е, мислам дефинитивно они се дефицитни. Напливот на пациентите за жал е многу голем. Ние све сака, апсолутно, меѓутоа таму не можете вие сестрите преку ноги да ги направите специализирани за тие процедури и за сите тие апликации кои што они ги работат. Тука се потребни периоди, периоди на едукација, на адаптација и така понатака. Да се поодготват, И тоа треба стратешки да се размислува и да се надополнуваат сестрите со време. Значи природните одливи. И сега јас ќе им кажам, ајде ќе вработат, ќе има вработување, викам сега ќе се вработат сестри. И шо вика ако се вработат, па ние дојка пак сега ги обучиме сите. Знаете, малце. Па ние за жал овој статус на договор на дело ни донесе еден таков модел во болниците во кој што во периодот статус договор на дело се едуцираат и после врз основа на тоа си фаќаат приклучок во регионот, во Европа и си заминуваат. Нашите информации во унијата и во здруженијето се дека, да речеме, во агенцијата за вработување се водат 472 сестри кои што се водат како невработени, и тоа кои ќе се јавите да ги побарате ги нема. Некои од нив се веќе заминати, многу од нив се во друга професија, многу од нив веќе не сакаат да работат како медицински сестри. И за волја на вистината се уште постои интересот за запишување во средно медицинските училишта и во високите медицински школи. Гледате, веќе имаме 7 високо образовна институција. Јас на вистина понекогаш се прашувам од која сондажа од терен и врз основа на кои анализи на податоци никнуваат толку многу школи и колку тоа дали некој знае излегуваат високи медицински сестри на годишно ниво дипломирани, а од друга страна сите тие кои што им предаваат таму на тие факултети, на тие катедри, кои што се професори, се доктори, менаџери од болниците, и кога ќе се вратат истите у болниците, завршени, дипломирани, истите они не ги признаваат. Овој парадокс, мислам, е толку ироничен и е толку веќе не знам на каков начин да го дообјаснам и да го кажам, бидејќи на вистина е, мислам, и квалитетот на образовните програми треба, значи секаде каде што се ширите во квантитет треба да размислувате за квалитетот. И што и како и на каков начин ги произведуваме и што тоа после во болниците ќе испорачаме. Не е тоа толку важно за најважно е заради пациентите. Мислам, вредноста на пациентите е на прво место по сите програми. Ние сега имаме Светската здравствена организација како медијатор во сите превентивни, промотивни програми, стратешки и национални програми. Такви експертизи ни прават од терен, такви анализи имаме. Само треба да се направат оперативни планови и нештата да ги постигнеме, да ги направиме. Меѓутоа на нас ни фали тоа. Ние никогаш не влегуваме во оперативни планови. Или ако имаме така наречените, не се така наречени, него многу проекти во кои што сите нешто зацртуваме како цел, стои. Никогаш никој не ги праша за индикаторите на одредените проекти. Јас многу пати се прашав сестрите кои што ги за време на ковидот ангажираа преку проект да дојдат наместо сестрите кои што отидоа во пунктовите за имунизација. И кога се вратија сестрите од пунктовите за имунизација, се затекна и се некаде се во прекомерна бројка и ги оставија во статус договор на дело. И проектот тогаш си го спроведе тогашниот министер со неговата гарнитура и ги остави луѓето сега кој е виновен? Сега кој треба да биде виновен за тие луѓе кои што толку време немаат? Значи тие се тие импровизации во кои што за жал учествува и медицински сестри кои што имаа можност да бидат таму каде што се носат одлуките, ама ги злоупотребија позициите.
и подржува вакви импровизирани одлуки и му нанесо огромна штета на сестринството. Така никна така наречени комори кои што сами тамо договорно ги потпишаа со министрите, јас сум веќе значи не можам од позиција на лидер на толкаво сестринство и на толкава бројка која што се не знаеме веќе поправо кој проблем и кој дел нели да го начнеме да го во овој момент да го размениме како мислење со сегашните здравствени структури. Па ние сега имаме слух, јас во текот на оваа недела не знам колку пати имавме контакти со заменик министерот за здравство. Бидејќи министерот во моментот одсетен и во Америка не е тука, тој го застапува, значи во секое време го имаме на линк за се. Значи ние и вчерашната реакција која што ја дадовме за договор на дело за отпуштените медицински сестри, имавме експедитивно синоќа овакво одговор во детали за нештата и начинот и пристапот на кој што понатака ќе се продолжуваат договорите. Значи сега ги продолжат договорите, ќе си останат значи, или каков е ставот сега? Ние имаме информација сега, значи министерот ни кажа дека Министерството за здравство ги одобри сите договори. Така. Значи сите договори на дело се одобрени од Министерството за здравство. Одобрени си од Фондот за здравство. Значи одобрени си од страна на директорот на Фондот за здравство и се дојдени до административен момент на финансиска согласност во Министерството за финансии. Меѓутоа тука административно има проблеми со тоа што проблеми не од страна на Министерството за финансии, него проблеми од страна на списоците кои што се доставени од одредени институции и болници, технички, каде што недостасуваат одредени податоци генерали или не се комплетирани, па заради 1-2 знаете не може да пројдат сите и така да тоа е моментот кој што сега во овој момент ги затајува некаде се реализирани, некаде каде што немало проблем се реализирани без проблем. Министерот јасно и мислам и директорот за Фондот за здравство. Значи она се реализирано, потпишано. Договорите се склучени, ама на некои болници од технички аспект не се реализирани. Па да, меѓутоа ние денеска апелиравме повторно на ние контакти што ги имавме со медиумите, значи за една поголема сериозност на менаџерите. Затоа јас велам дека, односно ние кажуваме дека по одредени системски проблеми се од лошите менаџирање во болниците. Па така се дојдени по 7-8 години до сега невработени да седат во статус договор на дело. Значи Ние имаме сестри по 10, по 12 години што се. Мислам дека нити лекарите, нити сестрите, било кои здравствени работници не смеат да бидат во ваков. Во овие европските асоциации, еве да речеме конкретно во Европската асоциација со специјалистички студии, ние разговаравме на оваа тема дека имаме сестри кои што ни се статус договор на дел, тие не може да не разберат. Не може да сватат. Не можеме, мислам не знаеме како да им објасниме, не може да го сватат моментот што тоа значи. За нив одговорноста нивна на работното место, кое што е иста со сите други, е нешто кое што е најважно. И не може да сватат како тие може да бидат на еден начин така платени и со таков статус држани во болниците, а да имаат одговорности. Знаете, тие едно време беа ангажирани преку агенциите за вработување. Унијата и Сдруженијето реагираше многу силно, бидејќи кога вие плаќате провизијата на една агенција за вработување, па што е проблем да им ги платите придонесите? Точно. За пензиското и здравственото осигурување. Да. После тоа се префрли во еден комодитет на менаџерите во болниците на договори внатре во болниците. На унатарнивни политики. Интерни. И после ги имате и овие од проектот и така се направија 3 класификации на сестри договор на дело. И тие ви се сигурни, доаѓаат на работа, видите, тоа значи дека тоа се луѓе што ја сакаат работата. Да. А не дека мораат да доаѓаат на работа. Така. И едноставно тоа е тој дополнителниот стрес кој што ја прави таа нездрава работна околина. Да идете секој ден на работа да не знаете дали утре ќе ви го продолжат договорот. Да се чувствувате поразличен од другите колеги. Така. Или да ве поделат и некој поподелва. Нас на никого на чело не пишува во болничките ходници. Знаете како тој баш таму бевја у ковид центарот кога беше тоа, кога и донесоа ако тој пред на поранешниот министер, дојдоа сестри, почнаа со работеа цело време, сеја денеска, утре, денес, утре и останаа сестрите за никаде. Годишно им се подружија договорите, годишно. И после ги отпуштија. И после како, и секако. Ги отпуштија. И секој е крив. Па имаше случаи во многу болници, Унијата и Сдруженијето го креваше гласот и ние многу вративме многу на работа и продолживме многу договори. Таков примерот ни беше со брзата помош во Струга, со здравниот дом во Струга. Реагиравме многу гласно за тие сестри кои што после 7 години ги испратија дома. Таков беше случајот со Велешката болница. Имавме 7-8 медицински сестри од ковид центрите кои што ги отпуштија после завршувањето на ковидот, као не биле потребни. Мислам, тоа е толку многу недостоинствено, ние толку силно реагиравме да мораат да изнедат начин да ги вратат назад на работа.
Она кое што сега го бараме е системско решавање, значи на нештото кое што како статус на нас, здравствените работници, не смее да постои. Тој комодитетот во смисла ми треба и одма ангажман во договор на дело, треба да биде нешто кое што треба да се забрани со закон. Значи, треба да имаме континуирани конкурси, кои што ќе ги отсликуваат систематизациите, каде што менаџерите правилно ќе ги прикажуваат состојбите на потребите, каде што ќе се стандардите ќе се почитуваат, оти видите, јас многу пати сум кажала и пак ќе кажам. Значи, најсрдечно ги поздравувам сите менаџери во болниците. Точната бројка по стандарди на медицинските сестри. Сакате по број на доктори, сакате по креветна зафатнина, сакате по број на пациенти. Ја покачува ефикасноста на работата на секоја болница. Кога вие имате доволен број на сестри, тие можат да ви испорачаат квалитетна здравствена нега. Вие на тој начин го скратувате болничкиот ден. Пациентите си заминуваат многу пократко и побрзо од болница. Немате компликации, немате секунди, немате едноставно, значи како да кажам, а кога не инвестирате во бројките на сестрите и во стандардите и ќе го продолжите болничкиот ден, вие финансиите и трошоците ќе ги разводните и ќе ги дадете на грб на пациентите. Тие ќе бидат тие што кои ќе имат компликации, тие ќе ви лежат подолго, другите ќе ви чекаат на листите подолго и така. Тоа е индикатор на ефикасност кој што се мери и оди по ваков основ. Затоа медицинските сестри во болниците и во здравствениот систем веќе не треба да бидат само на позиции како медицински сестри. Него по образовниот процес треба да влегуваат и во ситуации на советници, помошници, раководни и така понатака, каде што се креираат политиките на болниците, бидејќи ние сме тие кои што го имплементираме системот за квалитет преку здравствената нега во болниците. Јас ова ви го кажувам од аспект на акредитациите на болниците, каде што процедурално секоја една процедура што ја работите по стандард, вие мора да гарантирате дека така ќе ја направите и ќе ја завршите. Акредитацијата е нешто кое што во овој момент ни е неопходно да го почнеме во сите наши болници да го имаме во базата. Тоа се што го постигнавме во овие неколку институции и болници каде што јас бев дел од тимовите и каде што се акредитира на вистина, нивните планови за квалитет секоја година станува се подобри и подобри, имаат се подобри резултати, се помали скратувања, имаат поголеми скратувања на болничките денови и се поголемо задоволство на пациентите. Така да, ако ги гледаме така стратешки работите, значи ништо не се случува преку ноќ. Меѓутоа на нас ни фалат тие национални стратешки програми во кои што многу треба да се положи во промоцијата, превенцијата, здравственото воспитување, во превенирањето, па после тоа да дојдеме во ситуација да ги растеретиме нивоата на секундарното и терциерното здравство, да не лекуваме толку многу и да немаме, како сега што слушнавме минатата недела, слушнав податоци дека старосната граница на живот во држава додека се зголемува во Европа и секаде и е над 80 години, кај нас е спуштена на 71 година. Тоа не е само од делот на неквалитетно живење или не знам што. Тоа е во делот и на конфузноста и на непревенирањето на болестите и на некои нешта. Сите пациенти го заслужуваат тоа. Видите, во Словенија има 17.000 медицински сестри. А и они се исто не цели 2 милиони како нас. Ама они имаат 17 медицински центри, а ние имаме 47. Пазите колкава ни е прераспределеноста каква ни е. Ние имаме во овој момент во некои пунктови за имунизација недостаток на медицински сестри и во предшколска и во школска. Ама затоа во некои здравни домови имате 3 до 4 сестри на еден лекар. Зошто да не ги прераспределиме, на пример во Скопје, да ги надополниме во Гази Баба со тие кои што се премногу во Чаир. И да ги подполниме диспанзерите и имунизацијата е многу важна, затоа зборувам за превенција, промоција, здравствено воспитување и така понатака. Така да тоа се тие некои методики кои што секторот за сестринство во Министерството за здравство може да ги развива врз основа на сите податоци со кои што располагаме од терен и за потребите нормално на пациентите. Така да се сложувам апсолутно дека треба спрегата малку поубаво да ни функционира. Имам нешто кое што сакам да го порачам вака јавно за нашите колеги во брзата помош. Многу пати сум била сведок и сум ги гледала како заглавуваат во лавиринтите во клиниката и во големите болници во Скопје. Најтешко. Значи толку ми е многу жал и Унијата и Сдруженијето има донесено еден амблем во вид на огледало. Јас сум сестра, ти си сестра, ние сме колеги и кои што сакаме да го носат и сакаме да се препознаваме. И цивилно и онака лично кога се движиме во болниците да не зборувам вака кои се видиме во белите мантели. Мислам и апелирам до целокупното сестринство, до сите здравствени работници. Дајте да бидеме према колегите многу
Значи не се тие виновни кои ќе дојдат со возилата на ургентните центри централизирани да ги донесат пациентите. Да. Зошто да чекаат во лавиринтите? Им треба треба. едно уредување, а мислам дека сега тоа заменик министерот рече дека ќе работат на тоа, апропо Супер, сите браво. овие ние што ги собравме информации од нив, ќе работат на тоа да ги умрежат на еден таков начин, да имаат една патека кога ќе дојдат да бидат секогаш веднаш прифатени, да можат веднаш да го предадат пациентот, за да можат веднаш да се вратат назад Да и да одговорат бидат и на на другите располагање. задачи. Јас одма ги превземам. Јас сум од тие доктори, да си кажам. Значи тоа е тоа кое што Да, и одма ги ослободувам. мора да Да. ни работи тоа Да. колегијалното, Да. професионалното меѓу нас, мора да бидеме Знаете како, Така. што побрзо вие не преземете, побрзо ми ќе Да. сратиме назад и ќе И- видиме. да бидеме едни со Пофлексибилни. други, значи Да. мора да бидеме. Така е. Сите сме оптеретени. Точно, Сите сме многу малку, точно. сите сме во страшни динамики. Меѓутоа треба, мислам, на посебно на вакви на брзата така. помош и на Да. сите овие колеги од внатрешноста кои идат и кои што носат пациенти, треба да бидеме во моментот на вистина, да крај на крајштата да им дадеме понекогаш и предност и да им помогнеме. Многу од нив не ги знаат болниците внатре и лавиринтите и ходниците, каде треба да појдат и што треба да појдат. Така е, Што е тоа толку проблем да се одвоите малку, да одвоите време, да ги Така. насочите, да им кажете, Кај да им да се одат. јавите на колегите, да Да. ги превземат, Да. да направите нешто. Тоа ние не го правиме за нас, ќе го направиме за пациентот. Пациентот, точно. Најбитен е тој. Така е. Така е. Што побрзо стигне до Така е. до местото каде што да стигне, подобро за него. Така Нема да е. чека ни Баш така. пациентот. Така да, и ги мислам пада на дека брза ние сега помош. во друштвото тоа ќе го постигнеме, ќе се апелираме надеваме, така да, до се брзата надеваме. помош. Ќе имаме сега еден стручен симпозиум каде што ќе ги направиме оваквото нивните логоа и акредитации комплетно каде што ќе имаме на работилница. во која Јас се што надевам ќе дека има, ќе ни помогне доста тоа. Да, така да и ќе имаме еден начин, значи малку и во тој дел, и ние сите други кои што сме во другите служби нешто да слушнеме и видиме. Знаете како нас ни треба едукација, константна едукација. Така. Брзата помош е секој ден на терен, секој ден на улица. Зграда, куќа, стадион, двор, било каде. Така. Персоналот е више истрошен. И треба некоја едукација. Треба нови А сестри. имате ли опрема за на која Да. Имаме, за која што имаме, опрема имаме. Значи новиот директор сега што ние нас што да бараме, значи кој да бара нешто, добива. Верувајте, добива. опремени би се Во- почнувате во со сите моментот добива. Нешто фали, толку треба, 5 минути работата е завршена. Тоа е тоа Тоа задоволство. е многу битно. Да. Има кој да ни сврти глава. И цела брза помош, верувајте, цела брза помош се труди најдобро да изработи денот, да го помине во најдобро. Имаат они сестри со специјалистички студии од брзата Да, помош, завршени. има, Ние да има. главната оделенската Да, што и им е три- на и брзата две други. помош и И две другите други, да, да. и тоа е многу значајно, многу е важно. Да. Значи, унијата и здруженијето ги има податоците комплетно за нашите служби, за сите за овакво. Така. Ние сме секаде на терен со нашите колеги овакво, посебно во овие периоди кога ни се овие хуманитарните друштва, тогаш е моментот кога можеме малку повеќе да поразговараме. Стручните настани се значи за едукација и стручност, а на овие ваквите хуманитарните каравани кои што ги правиме со хуманитарното друштво, значи имаме можност и да видиме многу нешто и да се запознаеме. Минатата година патронажните сестри ни беа таргет група, оваа година ни се За среќа, не. ни се Да. брзата помош и е многу тоа добро затоа што сега нивната можност ќе биде, ќе ги споиме, веќе имаме меморандум за соработка со Босна и Херцеговина каде што ќе имаат соработка со брзата помош од таму, така да и нивното здружение на медицински техничари од идната медицинска помош Ќе на размениме. ниво на цела Босна и Да, Херцеговина. Така да тоа се тие умрежувања, тие контакти, Да, тие да, едукации, тоа тие можности кои што како да кажам, да не биде само да не признаваат надвор и да бидеме добри надвор, да бидеме почитувани и тука кај што сме. Така е, така. Нешто за крај нека порака? Порака нема. Да бидат сите здрави, прави. Помалку Да нема работа. да Помалку да работи. имаме работа ние во брза Така. помош. Што се може да се помогне? Ви благодариме на поканата и се надевам дека нема да биде последно. Јас би сакала наредното наше видување во подкаст да дојдам јас во цивил, униформата да помине во еден експонат дека таа беше ова е таа свечена униформа со која што ги баравме правата и оно што го заслужуваат медицинските сестри. Се надевам искрено дека комората и регулаторното тело правилно ќе ја отслика сликата за јавните овластувања на медицинските сестри, ќе ги донесе медицинските сестри во состојба на европскиот лик и имидж и дело на медицинската сестра се социјално задоволните пациенти и секогаш ќе кажам и пак ќе кажам дека ние сме богатството на нацијата. Медицинските сестри се
професија во која што мора да се инвестира, мора да се чуваат сестрите, да го сумпримираме одливањето со задоволството на работа, со признавањето на образованието, со покачувањето на коефициентите и квалификациите и одговорностите пресликани во финансиски задоволства, за да можеме да ги организираме службите, да можеме да имаме успешни приказни со нашите пациенти, да имаме корисници повеќе, а не пациенти. Така да тоа е целта, суштината на нашето постоење се пациентите и ние се правиме за пациентите. Ви благодарам на присуството. Ви благодариме што се го подигате видиме гласот на следниот. сестринската професија. Само бидете борбени, бидете заедно и сметам дека Па со не сме заеднички случајно во сили- оваа професија, Да. нели? Ништо не е случајно, така е. Ви благодарам. Да, ви благодарам и на вас.